Вчера беа одиграни надпреварите од 25-тото коло на првата женска фудбалска лига во рамки на истото. Фудбалерките на Кочани имаат тешко гостување во Струга, каде што беа поразени од апсолутниот фаворит АС Юнајтед со високи 5-1. Највисока победа во рамки на ова коло забележи екипата на Речица, која што со 8-0 славеше над топ гол од Битол, со што битолскиот тим оди кон на втора лига. Единствениот надпревар кој што заврши без победник за делба на бодовите беше тој помеѓу Вардар и Каменица Саса, откако двете екипи одиграа 2-2, а во самиот финиш екипата од малото рударско градче пропушти можност да го освои целиот плен, откако прими погодок во 90-та минута за конечни 2-2. Скопје со погодокот на Рабија Дервиши во 85-та минута славеше минимална победа од 1-0 над ланскиот шампион Љуботен, што значи дека актуелниот шампион забележи уште една победа во самиот финиш од сезоната. Тиверие Брера го доби дербито во Струмица, славејќи со 4-2 над Истатов, дерби на 25-тото коло, со кое што дерби, односно освоените 3 болови од ова дерби, екипата на Тиверие Брера се зацврстува на втората позиција. Во однос на самата табела, новиот шампион Скопје е прв со 69 болови, Тиверие Брера е втора, 57 болови, Истатов е трет, 49, Љуботен четврти со 44 болови, Каменица Саса е пета со 41 освоен бод, АС Юнајтед е 6, 38 бодови, веднаш пресек на самата табела. Вардар е 7, дебитантот има 23 бодови, Речица 8, 16 бодови, Кочани во бараж зоната ќе игра бараж за опстанок со 10 бодови, на дното како последно пласиран тимот на топ гол со 4 бодови, екипата се сели во втора лига. До крајот останува да се одиграат уште 2 кола. Едната беше прво коло за